Благодарам председателе. Колешке, имено не ми беше намеку на вредата некого да навредам или да се себе воздигнам до ниво дека познавам повеќе од другите, тоа нека го ценат граѓаните и оние што не гледаат, како и стручната јавност. Имено заради тоа што сум го слушнал тоа дека сте економист кој што доаѓа од приватниот сектор, затоа ви се обратив директно на вас во оваа реплика како човек кој што ја разбира економијата и од кој што очекувам дека подобро ќе се снајде во наредниот период дека го креираме буџетот и имено вашето знаење во приватниот сектор каде што таму конкретно знаењето одлучува дали бизнисот ќе опстане или не, да го искористиме за подобро да го искреираме буџетот. Епа вака сега. Со оглед дека рековте дека се консултирани стопански комори, вака вика Даниела Арсовска, таа е председателка на една комора, проектираниот раст од 4,1% на бруто домашниот производ за 2021 година е преоптимистички. Понатака, ако ја прочитате изјавата на председателот на комората на Северозападна Македонија, кого што исклучително го ценам како голем економски познавач, човекот кажува дека е едноставно нелогично толку средства да се прибават од даноци од приватниците заради тоа што е посткризна година. Значи, повторно ќе кажам, тоа се две комори каде што сериозно застапуваат мислење на многу фирми, односно на најголем дел од приватниот сектор. Понатака, еве едно размислување има професор доктор Дарко Лазаров. Еве, ако имате одредена забелешка на неговото одредено размислување, ја најдов размислување од професор доктор Маријан Петревски, каде што човекот актуелно си кажува дека еве првенствено предлог буџетот прави претпоставка дека пандемијата значајно ќе ослаби или ќе ја снема до април 2021, што може да се случи доколку вакцината, која денови е актуелна тема, е ефикасна и доколку брзо ја прими доволен дел од населението за да се создаде колективен имунитет. Тоа и вие го кажавте. Во спротивно, доколку пандемијата продолжи, без оглед дали во слаба или слаба форма, претпоставките за економска активност ќе се влошат, а со тоа проекцијата од 4,1% ќе стане преоптимистичка. Човеков е доктор, професор е на факултет. Понатаму Джевдет Хајредини, поранешниот министер за финансии, исто така човек експерт од фелата, смета дека нема ништо ново во предлог буџетот за следната година и посочува дека не е оправдана висината на буџетот за следната година, ниту пак потребата толку голем дефицит, иако се соочуваме со пандемија. Значи, ова не сум го кажал јас со моите скромни знаења, туку ова го кажале професори и еминентни лица од фелата. Понатаму, универзитетски професор Зоран Ивановски исто така си кажал дека во вакви неизвестни услови тешко би се пределени макроекономските движења и затоа идејата кон распродажба на државниот имот за да се полни касата треба да се настапи многу внимателно. Кога отприлика сакам да комуницирам одредена теза, правам сондажа што мислат оние луѓе кои што разбираат, токму заради тоа не разговарам тука за теми од буџетот како што се здравство, како што се правосудство, затоа што не доволно ги разбирам. И јас ви се извинувам и на вас и на сите ако сум оставил впечаток дека сакам да држам предавање или да знам подобро од другите, не ми било тоа намерата, но ова се факти кои што ги продуцираат луѓето кои што чекаат директни бенефити од овој буџет. И понатаму сакам тука да растурам една теза која што се продуцира неколку пати назад, дека се креирале 4 сета на мерки кои што тежеле 1,2 милијарди евра. Епа не тежеле 1,2 милијарди евра, толку се на хартија, толку вкупно се исплатени околу половина, мислам 500 милиони, 470, благодарам колега. Јас не велам дека тоа не е добро, супер е секој евро што иде на кај граѓаните треба да им се помогне, ама немој да го продуцирате тоа како цифра дека е апсолутно исплатена. Заради тоа што во првите два пакета е половина сума исплатена кон стопанството, во третиот исто, четвртите уште имаме делови каде што не се исплатени, а кои што треба да се префрлат и наредната година. Така да сакам само да укажам, не се правам дека јас знам повеќе од другите, само подобро вака ги разбирам бројките. Внимавајте како ги комуницирате заради тоа што има тука луѓе кои што добро ги познаваат. Благодарам. Благодарам колега.